Во средните училишта на град Скопје, Владо Тасевски и 8 септември од денес започна реконструкцијата на азбестно-цементни покриви. Паралелно со оваа замена на покривите на училиштата кои се дотрајни и не се во согласно со еколошките стандарди, започната и реконструкција на 14 средни училишта во кои ќе бидат заменети прозорци, столарија како и санитарните јазли. Градоначалникот на град Скопје истакна дека во Владо Тасевски и 8 септември, според највисока технологија, ќе биде заменета вкупната површина од 5500 метри квадратни азбестно-цементни покриви, за што се одвоени над 15 милиони денари. Технологијата на замена и на одложувањето на овие азбестно-цементни плочи или крови ќе биде по сите стандарди кои што се предвидени со закон. Имено гледате дека тие се пакуваат во трослојна фолија, потоа се носат во специјални контейнери во специјално место одредено на депонијата Дрисла. Така да нема да има никакво влијание врз животната средина. ВД директорот на Владо Тасевски посочи дека во училиштето постојано нешто се реновира, се добиваат нови училници, со што се подобруваат условите за работа и за учениците и за професорите. Многу добра состојба, болката што ни беше кровот. За среќа на градот се одвоја средства, со тоа како да ви кажам, ќе се подобри, многу ќе се подобри работа во училиште, бидејќи кровот беше веќе дотраен и благодарејќи на ова изведба и ќе ги исполниме и што сега е многу важно и еколошките стандарди во училиштето, така да и безбедноста и начинот на изведување на настава ќе биде подобрен. Реконструкцијата на училиштата ќе продолжи и во наредните години, со што ќе се заокружи процесот со кој комплетно ќе бидат реконструирани 21 средно училиште, што се во надлежност на град Скопје. Изминатата година беа реконструирани 15 средни училишта, од кои на 3 училишта беа заменети азбестните покриви.